Вчера беа одиграни 6 надпревари од првата фаза на Купот на Македонија, а најмногу погодоци имаше на 2 надпревар, каде вкупно 30 погодоци беа постигнати. Третолигашот Карвенци доживеа дебакл од прволигашот Работнички, откако на домашен терен беше торпедиран со високи 0-16, а по мечот фудбалскиот клуб Карвенци им се извини на навивачите на спортската јавност во општина Карвенци за очајниот настап и лошиот резултат. Од клубот додаваат иако разликата во квалитет е голема, сепак тоа не е оправдување за очајната игра. Детонет Плочковица со високи и убедливи 1-4 го декласираше тимот на Башкимиот Јаболчиште во Велес, а висока победа од 1-7 имаше и тимот на Силец кој беше преселен за третолигашот Евротип. Голем пораз доживеа и третолигашот Љубутен од прволигашот Македонија Ѓорче Петров со резултатот 0-14. Штипска брегалница патува во следната фаза од Купот на Македонија, откако со 0-6 го доби составот на Победа Валандово, што е потврди разликата, а сините настапија во комбиниран состав и чуваат сили за првенството, а овој надпревар можевте да го следите на Имнет телевизија. Најнизвесно беше меѓу Охрид и Брејра Струмица, каде во регуларниот дел беше 1-1, а во пенал серијата Охридјани беа подобри и го исфрлија Струмички од прволигашот Купот, а победата на второлигашот Охрид добива на тежина бидејќи Охрид играше со играч помалку, откако голманот заработи црвен картон. Денес играат Беласец и Арсими. На 2 септември ќе се соочат Шкенди Рачинови и Каменица Саса, а пак на 3 септември Пчиња со Новаци и Тетек со Пелестер. На 9 септември Победа ќе игра со Башкими. Првата фаза од Купот на Македонија се комплетира дури на 10 септември со 3 меча. Скопје против Тиквеш, Јени Мале со Шкенди и Кожов со Шкупи.